Добро вечер, драги мои. 17 часот е време резервирано за денешното издание на забавната емисија Магазин Плюс. Се надевам дека и овој работен ден го поминавте одлично и успешно и дека веќе стигнавте во своите домови, а време е и да се релаксирате пред малите екрани. Не менувајте го каналот во следниве 30 минути, затоа што токму тоа и го нудиме. Забава и релаксација со неколку интересни прилози. Одиме со краток джингл, а потоа ги следиме содржините за денес. Кафето е омилениот напиток на милиони луѓе ширум светот. И токму затоа, утрото луѓето го започнуваат со кафе. Но кафето не се пие само наутро. Кафето се пие и попладне, можеби тогаш е и најсладко. Покрај тоа, кафето има и бројни здравствени придобивки за кои многу пати имаме слушнато. Но еве уште нешто што можеби не го знаете. Кафето помага и за разубавување. Кафето е одличен ексфолијант за лицето, а начинот на подготовка на овој пилинг за лице ќе го дознаете во прилогот. Љубителите на кафето не само што живеат подолго, тие исто така се преупави. Употребата на кафето не мора да се ограничи само за расунување и енергија, туку и за разубавување. Покрај тоа, што е лек за многу болести, кафето може да се најде како дел од козметичките препарати за разубавување. Благодетите на кафето се многубројни, а во комбинација со мед и маслиново масло ќе добиете одличен ексфолијант. Ја чисти и освежува кожата, а исто така е и природен антиоксидант. Потребни состојки: 1 филџан крупно мелено кафе, половина филџан мед, неколку лажички маслиново масло. Начин на подготовка: во 1 сат измешајте ги горе наведените состојки и нанесете на претходно измиено лице. Нанесувајте го со нежни крупни движења во насока кон надвор. Откако добро ќе ја вмасирате смесата, оставете ја неколку минути на лицето и мирувајте. Потоа темелно исплакнете го лицето. Не повторувајте го пилингот премногу често. Доволно е еднаш на 2 недели или 1 месец. Истите состојки, само во поголеми количини, може да ги искористите за правење пилинг на тело. Уредувањето на домовите е нешто кое сите го обожаваме. Сите сакаме да живееме во удобен и пријатен дом, а домот, се разбира, е најубавото место за секого од вас. Но, за да ја има комплетната магичност, домот треба да биде и соодветно осветлен. Како да го направите тоа, ќе дознаете во продолжение. Како да го осветлите мрачниот и темен дом? Ако домот ви е на северна страна, станот на приземја или во сенка од околните згради и дрва, тогаш многу добро знаете што значи да живеете во темница. Освен што амбиентот не е пријатен, тешко е да не станете мелахонични во таков мрак. Доколку долго време се мачите со овој проблем и запалените сијалици, овие совети конечно ќе ви помогнат да го осветлите домот. Ѕидовите обојте ги во снежно-бела или нежно-жолта боја. На ѕидовите закачете слики и фотографии во живи бои. Ако кујната е мрачна и малечка, тогаш би било горните и долните елементи да бидат во бела боја со висок сјај, а ѕидовите обоени во црвено. Ходникот во кој нема ниту еден прозор, прикрите го со огледала од под до плафон. Тие ќе го направат визуелно посветол и поголем, а секојаш ќе ви се најдат кога ќе излегувате од дома. Во собата, која е посебно мрачна, таванот излепете го со светол тапет. Одберете живописни и колоритни дизајни, кои делуваат ефектно. Во ќушињата од собите ставете било каков извор на светлина, подни, вградени или ѕидни ламби, а атмосферата можете да ја подобрите со неколку бели или жолти свеќи. Секоја нова година си носи своји трендови. Трендови за облекување, трендови за средување на косата и можеби она што е најзначајно, трендовите за шминкање. Секоја жена сака да изгледа модерно и убаво, а кои се трендовите за оваа 2017 ви откриваме во прилогот. Трендовите на шминкање за 2017 година се приказна, кој оди во два екстрема. Или сосема малку шминка уметнички и вешто нанесена, или слоеви и слоеви, светки и сјај. Во секој случај има доволно опции и за едните и за другите. Односно, за секого по нешто. Па еве, како ќе се шминкаме во оваа тековна година.
црно моливче во внатрешниот долен дел на очите. Може би се намачивте да го совршувате нанесувањето туш на очните капаци. Но оваа година акцентот е насочен кон многу тенка минималистичка линија, која се нанесува во внатрешниот долен дел од очите. Практично, ова е тренд кој сите го обожававме во средно училиште. И оваа година повторно воскреснува. Во секој случај, дадете му мала пауза на тушот за очи, бидејќи моливот е секако многу полесен за нанесување. Мокри очни капаци. Ова е еден начин да заблескате, кој не вклучува светки. Побарајте специализирани сјаеви за очните капаци. Или едноставно, поминете со безпојни ролон сјајчиња во вашата омилена сенка и веќе сте подготвени. Шминка во стилот на 80-тите години. Сина боја која потсетува на мразолци е во фокусот на вниманието, во комбинација со заводливо руменило во свежа боја. Кога ќе додадете и коса која сјае и има прилично многу волумен, вие сте веќе реинкарнација на диско кралиците од 80-тите години. Силно руменило на образите. Нема повеќе ништо суптилно кога станува збор за руменилото на лицето. Исчистете ги четките и опремете се со мат и сјајни руменила, кои се нанесуваат во 2 слоја, бидејќи важно е истото да биде интензивно и секако забележано. Металик сенки. Фино, суптилно нанесени на очните капаци во златна, сребрена, бронзана или нијанса на розово злато. Можете дури да ги нанесете со прст и тапкање на сенката врз окото, која не мора да биде совршена. Важно е само да биде металик и сјајна. Опуштен црвен кармин. Црвениот кармин никогаш не излегува од мода и секој кој ќе ви каже поинаку ве лаже. Но оваа година тој се нанесува малку поопуштено, на свежо и чисто лице, без многу слоеви пудра и руменила. Пополнете и обликувајте ги вегите. Нанесете тенок слој маскара и драматичен црвен кармин. И тоа е вистинската комбинација. Светки за секогаш. Колку изгледа понесредено, толку посовршено делува. Светките се уште се во центарот на вниманието, но наместо на горниот дел од очниот капак, слично како и црното моливче, нанесете ги на долниот непрецизно и природно. Доколку неколку паднат на образите или суптилно се размачкаат, не грижете се, во тоа е убавината на трендот. Шпилот од 52 карти за играње се познати низ целиот свет и се разбира за секого препознатливи. Но она што е интересно е дали сте знаеле дека личностите кои се наоѓаат на картите всушност не се измислени личности како производ на нечија имагинација. Тоа се личности кои што се познати во историјата, личности кои со текот на времето се менувале. За кои личности станува збор ви откриваме во продолжение. Речиси нема личност која во светот, барем еднаш во животот, не играла некоја игра со карти. 52 карти добро се познати низ целиот свет, а ликовите – крал, дама и џандар – речиси се универзални и секаде препознатливи. Но дали сте знаеле дека зад нивните ликови не се кријат измислени јунаци, како производ на нечија имагинација, туку вистински историски личности? Затоа, како картите дошле до европејците, денес постојат повеќе теории, а најверојатна е онаа која вели дека тие пристигнале од Кина, Индија и Персија, најверојатно во втората половина на 15-тиот век, бидејќи од тогаш почнуваат првите забрани од црквата, кои ги казнувале сите оние кои се коцкале и се придружувале на оваа така наречена ѓаволска работа. Составот и изгледот на картите се разликувал од држава до држава. Например, италијанците имале 56 карти,
а вообичаените 52 карти кои денес се најмногу распространети, водат потекло од француските карти од 15-тиот век. Историчарите се уште шпекулираат дека картите со 4 знаци – детелина, лист, баклава и срце – представуваат 4 средновековни слоеви на општеството. Детелината ги символизира селаните, детелината е храна за свињите, листовите ја символизираат аристократијата, баклавата богаташите, а срцето старешините на црквата. Некаде во ова време почнува и масовното производство на карти, кога речиси целосно се заменува рачното сликање кое се практикувало до тогаш. Француските мајстори станале познати низ Европа, пред се, поради тоа што се усовршувале со помош на дрвени блокови и бакарни плочи, кои му возможиле картите да ги произведат многу побрагу отколку кој било друг. Токму тие почнале да им доделуваат имиња на картите со ликови, односно крал, дама и џандар, но идентитетот на личностите кои ги представувале го менувале во зависност од произведувачот и неговите желби. Кралеви. Особено, личностите кои се наоѓале на картата на кралот биле подложни на промени. Крал срце. Карло Велики, крал на франките, крунисан во 800-та година, прв цар на Француското царство и прв цар во Западна Европа по пропагањето на Западното Римско царство. Потоа, на картата се наоѓал и Шарл VII победникот, француски крал од династијата Валоа, кој владеел на средината на 15-тиот век. Успел да ја ослободи Франција од Англија за време на 100-годишната војна и да ја реформира војската во државата. На картата се нашол и кралот Шарл VI Лудиот. Интересно е тоа што во повеќето карти кралот срце е единствен кој нема мустаки. Причината за тоа треба да се бара во начинот на производство на овие карти. Според приказната, некој помалку вешт производител лошо го изработил дрвениот калап и така го изменил правобитниот дизајн на картите. Кралот срце така ги изгубил мустаките, а и правобитната секира му била заменета со меч. Некој во ова виделе намера овој крал да се представи како Шарл VI Лудиот, кој немал мустаки и кој бил ментално болен, а за кого се зборувало дека се убил прободувајќи се со мечот. Затоа, оваа карта понекогаш се нарекува и крал самоубиец. Крал Лист. Давид, библиски крал на Израел и Јудеја. Според преданијата, бил наследник на првиот крал на Израел и оној кој ги обединил 12 племиња на Израел. Кралот баклава на картата е Гај Јулије Цезар, римски војсководец, политичар и писател. Кралот Детелина е Александар Велики Македонски, крал и познат освојувач кој создал царство кое се простирало од Грција до Индија. Идентитетот на кралицата на картите е уште потешко да се утврди, затоа што тие не биле толку познати. Во продолжение ќе го слушнете најпознатото толкување. Кралица срце, Јудит, библиска личност, убава вдовица која го искористила својот шарм и итрина за да му ја одсече главата на асирскиот војсководец Холоферн. Изабел од Баварија е жена на Карло VI и мајка на Карло VII. Кралица Лист е Атина, грчката божица на мудроста, и Јованка Орлеанка, француска хероина од 100-годишната војна, изгорена на клада. Кралица баклава на картите е Рахила, библиски пророк и прва жена на пророкот Јаков, еден од трите големи еврејски патријарси, мајка на Јосиф и Венијамин. Кралица Детелина е Аргина, анаграм од зборот Регина, што на латински јазик значи кралица, или може да означува искривен облик од името Аргеја, како што се викала митолошката принцеза од Арга. Кралица Детелина е и Агнес Сорел, прва официјално призната љубовница на некој француски крал. Исто така, кралица Детелина е Јунона, тоа е кралица на боговите во римската митологија, еквивалентна на Хера. Имињата на џандарите, односно витезите, останале константни и никогаш не се промениле. Џандар срце е Лаир, соборец на Јованка Орлеанка, витез и херој на Франција. Џандар Лист
е Холгар Дански, лик од данската епска поезија, витез на Карло Велики, кој според легендата бил киднапиран од страна на вештицата Морган Ла Фей, сестра на кралот Артур. Джандар Баклава е Хектор, тројанскиот јунак, син на тројанскиот крал Пријам и соперник на Ахил. Джандар Детелина е Јуда Макавејски, херој на еврејскиот бунт против владеењето во првиот век пред новата ера. Джандар Детелина е и Ланселот, друг витез од легендата за Артур, заљубен во кралицата Гиневра. По Француската револуција била прекината практиката за печатење имиња на картите, затоа што било потребно што побрагу да се прекине со монархистичките обележја. Затоа може да се каже дека денешните кралски фигури на картите, особено кога знаеме дека повеќето од нив се произведуваат во Кина, најверојатно немаат многу заедничко со нивните оригинални модели, но сепак приказната останува. Најголемите и најпознатите градови во светот всушност и не се оние најдобрите за живење, затоа што не нудат најдобри услови за живот, а луѓето кои што го избираат местото на живење бараат соодветни карактеристики кои еден град треба да ги поседува. Тоа е добрата архитектура на градот, препознатливоста на самиот град, безбедноста во местото на живење, убави услови за транспорт и се разбира погодна бизнис клима. Кои се најдобрите места за живење во светот ви откриваме во продолжение. Најголемите и најпознатите светски градови најчесто и не нудат најдобри услови за живење заради високиот степен на криминал и сообраќајниот метеж. Според повеќето критериуми, ова се 15 најдобри места за живење во светот. Торонто, Канада. Овој космополитски центар со децении наназад е најпопуларна дестинација за имигрантите. Токму тие сочинуваат половина од населението во градот. Околу 30% од населението во Торонто, покрај службените јазици, англискиот и францускиот, зборува најмалку уште еден странски јазик. Торонто е познат економски центар и дом на седмата по големина берза во светот, според пазарната капитализација. Економијата на Торонто сочинува 1/5 од бруто домашниот приход на Канада. Друг клучен фактор за високиот пласман на Торонто е сигурноста на жителите. Овој град е на 17-тото место според безбедноста во светот. Вториот град на листата од најдобрите места за живење е повторно во Канада, но овој пат станува збор за Отава. Тоа е главниот град на Канада, кој има највисока образовна работна сила во светот. Овој град е исто така домакин на неколку технолошки гиганти, како што се Cisco системи, Alcatel и Dell. За разлика од многу други градови, каде што добриот живот си има своја страна, Отава му пркоси на овој тренд. Во 2011 овој град беше прогласен за најевтин град за живење во Канада. Во однос на хигиената, Отава е еден од најчистите градови, а во 2010 година беше трет поред еко град во светот. Велингтон, Нов Зеланд. 1/3 од населението во Велингтон го сочинуваат постдипломци, што го прави овој град со највисоко образовен кадар во целата земја. Приходите во Велингтон се над просекот за Нов Зеланд. Повеќе од 40% од домакинствата имаат годишен приход од повеќе од $66,000. Градот исто така има одлична клима, со 2000 сончеви часови годишно. Следен на листата најдобри места за живење е Амстердам во Холандија. Амстердам е дом на најстарата берза во светот. Освен тоа, каналите и севкупната инфраструктура на Амстердам годишно привлекуваат голем број туристи. Во однос на личната безбедност, Амстердам е рангиран меѓу првите 20 во светот. Овој град нуди најразлични стилови на живење и затоа е многу привлечен за имигрантите. Следен град кој се наоѓа на листата најдобри места за живење е Сиднеј во Австралија, затоа што има едни од најубавите пристаништа, а неговата местоположба е таква што од сите страни обкружен со национални паркови, реки, заливи и плажи.
Како голем бизнис центар, Сиднеј е седиште на речиси 40% од топ 500 австралиски компании. 1/3 од вкупниот бруто домашен производ во Австралија отпаѓа само на Сиднеј. Просечниот годишен приход на домаќинствата изнесува повеќе од $55,000. Копенхаген во Данска е следниот град на листата. Тој е град кој ја нагласува европската доминација во квалитетот на животниот стил. Тоа се должи на напредната инфраструктура и на високото, квалитетно работно образование кое го има кадарот. Во 2010 година Копенхаген беше на второто место на листата на екоградови. Овој град е познат и како градот на велосипедите, затоа што вкупната должина на велосипедските патеки изнесува 350 километри, а 36% од населението секојдневно користи велосипед. Најдобро место за живење, според рангирањето, е и градот Берн во Швајцарија. Центарот на Берн, познат уште како Стариот град, во 1983 година стана светско наследство под заштита на УНЕСКО. Овој град успел да го задржи средновековниот шарм, иако со текот на времето станал центар на швајцарското производство, со најразлични високо развиени индустријски гранки, познат по изработката на часовници. Во 2011 година Берн е вториот најбезбеден град, веднаш по Луксембург. Уште еден град кој е најдобро место за живење, повторно во Швајцарија. Женева, каде што се наоѓа седиштето на Црвениот крст, има меѓународна улога, затоа што 44% од населението го сочинуваат странци кои ги представуваат своите влади на меѓународните конференции и организации. Овој град е познат како градот на парковите, затоа што 20% од него се зелени површини. Загадувањето на воздухот се регулира преку посебен закон за загадување на животната средина. Деветиот град на листата е Франкфурт во Германија. Франкфурт се смета за најголемиот финансиски центар во континентална Европа. Тој е дом на големи индустрии, како што се Европската централна банка и Франкфуртовата берза. Со оглед на модерната инфраструктура, Франкфурт добива огромни приходи од сообраќајот. Годишно се остваруваат 114 милиони патувања со метро и 50 милиони авионски летови. Врз основа на нивото на криминал и споредувањето на законите, Франкфурт е на високото 11-то место во светот. На листата се наоѓа и Ванкувер, Британска Колумбија. Ванкувер е еден од најзелените градови во светот, со најмала застапеност на јаглерод во воздухот. Тоа делумно се должи на водата и на снежните планини кои го опколуваат овој град, а делумно и на владината програма за поттикнување на еколошката свест. Според безбедноста, Ванкувер се наоѓа на 17-тото место во светски рамки. Повторно германски град на листата. Дизелдорф е седмиот најнаселен град во Германија. Познат по модата и разните саеми, Дизелдорф е еден од најголемите телекомуникацијски центри во земјата. Во него се сместени компаниите Nokia, Siemens. Со повеќе од 100 галерии, Дизелдорф е водечки град во областа на современата уметност. И следниот град е германски. Станува збор за Минхен. Во 2009 година куповната моќ во овој град изнесувала $33,700 по глава на жител, што е за 32% над просекот. Со оглед на високо развиените индустријски гранки, Минхен е секогаш привлечен за имигрантите и 40% од населението во овој германски град се странци. Дури 30% од бруто домашниот приход на областа Баварија отпаѓа токму на Минхен. Следниот град кој се наоѓа на листата е повторно во Нов Зеланд. Станува збор за Оукленд. Местоположбата на овој град е специфична. Овој град се наоѓа помеѓу две пристаништа, со 11 неактивни вулкани и многобројни острови. Според безбедноста, Оукленд е рангиран на второто место во азискиот регион, веднаш зад Сингапур. Во однос на економијата,
владата постојано се залага за поголем економски раст и намалување на долговите. На листата се наоѓа и швајцарскиот град Цирих. Ниските даночни стапки привлекуваат многу странски компании да го постават своето седиште токму во Цирих. Средствата вложени во 82 банки представуваат 85% од вкупната вредност на сите средства во земјата. Градот исто така представува најголема туристичка дестинација во Швајцарија, познат по своите езера и ридовите, што се протегаат од север кон југ и нудат широк спектар на рекреативни активности. И последен на листата, најдобри места за живење во светот, е Виена. Способноста на Виена да ја трансформира старата инфраструктура во современи населби, во 2010 година ја донесе наградата на Обединетите нации за урбано планирање, за подобрување на животните услови. Виена е број 1 дестинација во светот за конференции, поради кој овој град го посетуваат 5 милиони туристи годишно. Виена исто така е и најнаселениот град во Австрија. Често пати знаеме да се налутиме на самите себе си или пак на некоја друга личност. Многу пати тоа се случува и без причина. Се што треба да знаете е како да се исконтролирате во таквите моменти. И за крај ви нудиме неколку цитати кои што ќе ви помогнат да ја надминете лутината која ја чувствувате. Вистина ќе ве ослободи, но најправо ќе ве разлути. 7 цитати на кои треба да се сетите кога сте лути. Воопшто не е забавно да се биде лут, но понекогаш одредени ситуации предизвикува го огромен бес во нас и ние мораме да најдеме начин како да се справиме со овие емоции. Најдобриот начин, брзо и ефикасно да се смирите е доколку застанете. Направете еден чекор наназад, вдишете длабоко и се сетете на една од следниве мукни цитати. Една од најлошите идеи е да си легнете сред караница. Вие мора да го решите проблемот со вашиот партнер или блиската личност со која имате расправија и да ставите крај на оваа дебата. Дури и ако тоа значи да останете будни до подоцна, што е многу подобра опција отколку да ја поминете ноќта со лутина во срцето. Многу е важно луѓето околу вас да ви ја кажуваат вистината, дури и кога е болно да се чуе. Иако на почетокот може многу да ве разлути, сепак придобивките што ќе ги доживеете на долг рок не може да се мерат. Лутината е сосема нормален израз на фрустрација, но ако обеснете за време на расправијата, мала е веројатноста дека од неа ќе излезете како победник. Еден од најдобрите борци на сите времења, Лао Цу, никогаш не одел во битка лут. Следете го неговиот пример и најпрво смирете се, а потоа сторете го тоа што треба. Во овој цитат нема сомнеш. Доколку влезете во конверзација со голема лутина, има големи шанси да кажете многу нешто поради кои подоцна ќе жалите. Едноставно, обидете се да се смирите, пред да почнете да зборувате и дури потоа започнете со разговорот. Лутината го влече животот од вас. Што и да се случува, едноставно не заборавите дека ниту едно чувство не е вечно, па дури ни лутината. Што побрзо се ослободите од тоа што го правите кога сте лути, би можело да биде многу полошо од нештата што ја предизвикале вашата лутина. Внимавајте на зборовите и делата кога сте под дејство на оваа емоција, бидејќи последиците би можеле да бидат незамисливи. Ова е можеби еден од најважните совети што некојаш ќе ги чуете. Вие мора да најдете начин како да се ослободите од вашата лутина, бидејќи таа повеќе ви штети вам одошто на оној кој ви ја предизвикал. Вие ќе се отруете себе си, додека причинителот ќе си продолжи со својот живот, како ништо да не се случило.